Почитувани, срдечен поздрав. Вие следите мисијата Настани кои ни престојат. Продолжуваме со нов наслов, со нова тема, решетање, печат или жиг, односно белег. Во време на современи начини на преработка на житни култури, пресијувањето е застарено. Скоро денеска мал број на луѓе го користат оној стар начин на пресијување со лопата. Само постарите ќе се сетат дека многу одамна стоката го газела житото. Сноповите, за да се растури житото, морале говедата, кравијата или коњите да го газаат. Но со житото се појавувало и плева, која требало да се оддели од самото жито. Потоа, како што спомнав, тоа жито било просејувано. Зрната и плевата биле исфрлени од висина заедно. Јасно е дека ветерот ја носел плевата, додека житото останувало пагело долу. Во претходното проучување, драги гледачи, дознавме кои групи ќе се просеат, а во ова предавање, во ова проучување, ќе видиме зошто е потребно самото просејување, како и кој е белегот на зверот и Божиот печат. Ајде најпрви да се позабавиме со лажните учења или така наречени ереси. Апостол Павле еве што запишал во првото послание до Тимотија, 4 глава, 1 стих. А Духот јасно вели дека во подоцнежните времиња некои ќе отстапат од верата и ќе слушаат измамливи духови и ѓаволски учења. Значи, во последно време, како што вели овде апостол Павле, овој текст, ќе се појават луѓе, ќе се појават разни учења, измамливи учења кои, на жалост, една група на луѓе ќе бидат заведени од таквите учења. Понатаму вели, кога ќе дојде решетањето, тоа е цитат, воведување на лажни теории, овие површни читатели, кои не се укотвени, ќе бидат како непостојан песок. Значи, во тоа време, во последно време, како што вели апостол Павле, ќе се појават тие лажни учења. И оние кои не се усидрени, укотвени, како што вели текстот, под влијание на овие лажни теории и учења, ќе бидат како непостојан песок. Значи, почитувани гледачи, ќе се појават и читавме чуда. Тие чуда ќе бидат толку силни, што ќе имат силно влијание на голем број на христијани. Тој ќе настојува луѓето да се разболат, а потоа одеднаш ќе ја тргне својата сатанска сила од нив. Тогаш на таквите ќе се гледа како излечени. Овие дела на очигледно исцелување многумина адвентисти на 7-миот ден ќе ги стави на проба. Овој цитат зборува јасно дека во последно време сатаната ќе удри и на Христовата црква на адвентистите. Овие дела на очигледно исцелување многумина адвентисти на 7-миот ден ќе ги стави на проба. Овој цитат од книгата на Елена Вајт. Штом ќе се приближи бурата, многумина кои верувале во третата ангелска вест, но не биле посветени со послушност кон вистината, ќе ги напуштат своите ставови и ќе поминат во редовите на противниците. Ова може да го најдете, драги гледачи, во книгата Големата борба. Ако ја немате, слободно побарајте ја и ќе ја добиете. Значи, како се ближиме кон завршницата? Многумина кои верувале во третата ангелска вест, на жалост овде вели, ќе бидат, односно ќе поминат во редовите на противниците. Понатаму, во книгата Рани списи читаме: запрашав какво е значењето на решетањето кое го видов и ми беше покажено дека тоа ќе биде предизвикано со недвосмислено сведоштво кој се заснива на верниот сведок упатено до Лаудикеја. Тоа ќе има влијание на срцата на оние кои ја примат и ќе ги потикнат уште повеќе да го подигнат знамето и да ја исповедат чистата вистина. Некои не ќе може да го поднесат ова отворено сведоштво. Тие ќе станат против тоа и тоа ќе предизвика решетање помеѓу Божиот народ. Наистина, овие се тешки цитати, драги гледачи, но ова е вистината и треба ова вистина да ја знаеме. Кој е овој вистински сведок кој овде се споменува во Лаудикеја? Видејќи овде вели верниот сведок упатено до
Laodikeja. Ko je той верен сведок koji upatува апел до Лаодикеја? Секако тоа е Исус Христос. Што е советова Исус црквата во Лаодикеја? Може да читаме во книгата на Откровение, во последната книга, таму Исус упатува писма до тие 7 цркви, но посебно до последната генерација, која овде е назначена со името Лаодикеја. Ајде да прочитаме кое писмо, каква порака Исус и упатува нова црква. Те советувам да купиш од мене злато пречистено во оган. Златото е вера, драги пријатели, златото е вера која работи преко љубовта. Исус вели, те советувам да имаш жива вера. Верата е врска со Бога, едноставно со добар познат пријател. Да прочитаме злато, вера која преко љубовта работи. Значи, знаеме дека златото како материјал или како елемент е највреден, но овде е споредена Христовата црква како злато за кое Христос всушност ја пружа својата љубов и овозможува да таа црква, односно тие верници, опстанат во последните денови. Заради тоа вложете ја сета ревност, вели апостол Петар. Исполнете ја својата вера со добродетел, а добродетел со знаење, а знаењето со воздржливост, а воздржливоста со трпение, а трпението со побожност, а побожноста со братолюбие, а братолюбие со љубов. Очигледно, Христос има добри намери со оваа црква Лаодикеја. Исус сака да ја помогне. Исус сака својата праведност да ја даде, за да не оправда сите нас, зашто ние сме грешни, вели Светото писмо, но наше да се повикаме на Исусовата правда. Наистина, Исус е тука и сака да ни помогне. Исус сака да ја даде својата наметка за да ги покрие сите наши слабости. Но дали тоа ќе го прифатат сите? На жалост не. Овде вели, те советувам да купиш од мене злато пречистено во оган и бели алишта. Гледате, почитувани гледачи, Исус ни ја нуди својата правда. Тие бели алишта, символ за праведноста, за невиноста, за чистотата. Ние сме валкани, вели пророк Исаја, но затоа белата облика покрива, таа чисти. Таа представува заклано јагне, како што вели Светото писмо. Тоа јагне, знаеме, Исус Христос. Исусовата праведност се тие бели алишта. Понатаму текстот вели и очна маст, за да ги намачкаш своите очи, бидејќи ние слабо гледаме духовно очигледно. Исус има лек, Исус има решение за нашата болест. Лаодикејците имале проблем. Тој проблем денеска и ние го имаме. Значи, маст за очи, просветлени со Светиот Дух, да може да распознаеме што е добро, а што е зло. Светиот Дух е тука, ни стои на располагање и може тоа да го целосно користиме. Црквата Христова е највредното нешто во очите Божи. Христос е тој младоженец, а Христовата црква, неговата црква е невестата. И кој ќе дојде Христос, тоа е една символика, секако ќе се спои, да бидат за секогаш заедно. Во рамките на нашата црква, драги пријатели, имало такви пробудувања во минатото, предизвикани од разни реформатори, секако. Но будењето во последно време ќе биде нешто посебно. Тоа ќе биде една голема реформа меѓу Божиот народ, кога навистина тоа ќе се случи силно, јако, како што во музиката постои така наречено крешендо. Се користи кога е потребно да се зголеми тонот или воопшто да се зголеми изведбата на песната, од тивко до погласно. Сеќавате кога гледате такви сцени на телевизија, диригентите почнуваат и кога со рацете покажуваат знаци и оние кои ги свират тие инструменти, ги пратат таквите знаци и ја зголемуваат, односно го зголемуваат тонот на нивното свирење, односно изведба на нивните песни. Нешто слично, драги пријатели, ќе се случи и во последно време од страна на сатаната. Ќе има манифестации на сила, на зголемени лажни чуда. Едноставно, многу луѓе нема да им одолеат на таквите искушенија, на таквите лажни чуда. И тие ќе се фалаат, тие ќе одат во разни простори, во разни спортски сали, кај што ќе се одржуваат такви јавни манифестации и кај што чуда луѓето ќе гледат и ќе велат
Јас го допрев човекот. Јас со своји очи видов како човек кој е сакат, кој е хром на нозете, стана и почна да оди. Па зарем денеска не гледаме такви сцени на телевизија, на интернет? Такви клипови ни се праќаат од разни пријатели, велат, еве што се случи, жена и со искривени нозе или раце, некоја допира по рацете, по нозете, а таа исправено станува и почнува да оди. Драги пријатели, да не им веруваме на лажите чуда. Но секако во тоа време и Бог ќе излие својата моќ во доцнениот дожд, во тој позен дожд. Тој ги подготова исто така срцата на својот народ преко разни чуда кои Бог ќе ги прави. Но ние треба да ги препознаеме оние вистинските од лажните. Бидејќи и ѓавот ќе прави чуда, ќе ги имитира Божите вистински работи. Но затоа тука е Божиот печат по кој ќе ги препознаеме оние вистинските од лажните. Наместо да добиеме ознака на зверот, а тоа е 666 во обликот на лажниот ден на светкување, тоа е неделата, Бог има свој народ. Бог има своји следбеници и по цена на животот. Некои од нив ќе бидат затварани, некои ќе бидат едноставно отстранети и по закана на смрт, но сепак кај нив нема да се предизвика неверство кон Бога. Тие ќе останат запечатени, тие ќе останат до крај, затоа што се запечатени со Божиот печат. Тие се подготвени да ја проповедат тројната ангелска вест. Еве што вели текстот. Читаме во Откровение 7 глава во првиот стих. Потоа видов 4 ангели како стојат на 4 агли на земјата, држејќи ги 4 земни ветрови, за да не дува ветар ниту на земјата, ниту по морето, ниту на некое дрво. Во Библијата, почитувани, ветерот честопати се однесува на уништување или на прогонство. И овде значењето е исто. Божите ангели, овие се други ангели, не оние тројцата ангели, тројната ангелска вест која проповедат веста радосна за Господа. Овде сега пророкот Јован гледа други 4 ангели, како стојат на сите 4 страни на светот. И тие нешто овде задржуваат. Божите ангели го задржуваат сатаната, го спречува да не создаде целосен хаос на оваа земја, целосна катастрофа. И сега понекогаш гледаме како овие ветрови дуваат, но во благи налети би рекле. Но Бог овде не предупредува дека кој ќе дојде на силна, конечна бура, навистина сатаната ќе збесне, знаејќи дека времето му е готово. Ке нема повеќе време и тој ќе покушава тие ветрови да дуваат се посилно и посилно, да уништува се пред себе. Еве што пишува во Откровение 7 глава 2-3 стих. И видов друг ангел кој се издигна од исток и кој имаше печат на живиот Бог, па почна да им вика со силен глас на 4 ангели, на кои им беше дадено да им напакостат на земјата и на морето, велејки, не пакостете и на земјата, ни на морето, ни на дрвјата, додека не ги запечатиме челата на слугите на нашиот Бог. Очигледно, почитувани, доаѓа време кога Бог ќе ги запечати своите верници, своите слуги. Ова го гледал апостол Јован. А тоа ќе се случи во времето пред Христовото доаѓање. Додека тие 4 ангели ги држат ветриштата да не дуват со сета сила, другиот ангел оди да ги запечати оние кои му се верни. Тие ќе бидат запечатени на чело. Секако тој печат нема да биде буквален или на раката, тој ќе биде всушност знак на интелигенција кога зборуваме за печатот. Забележи дека Божиот печат ќе се стави, рековме, на чело. Дали се сеќавате дека ознаката на зверот ќе биде примена на едно од овие две места? Кои се тие места? Челото или раката? Која е разликата, драги пријатели, меѓу овие два места? Зошто печатот е примен само на челото? Зборот чело, може да кажеме, драги гледачи, тука не се однесува зборот чело на надворешниот дел од нашето тело и сега тука да добиеме ние печат на челото и секој да го гледа, да биде видлив знак. Не, тоа се однесува на внатрешниот преден дел на главата. Тоа не е нешто како жигосување на мажи и жени, како жиг кој се става на животните. Овој збор
Pečat označava mesto na совест, на разум и на расудување. Значи, ние овде, во предниот дел на главата, кај што ни е дел од мозокот, одлучуваме дали ќе биде вака или онака, дали ќе веруваме или нема да веруваме, дали ќе ги почитуваме 10 Божи правила или ќе ги газиме. Значи, зависи од нас, од нашиот ум. Ознаката на зверот е напишана на умот или на раката. Мажите и жените или ќе бидат интелектуално сведочени да ги прифатат заблудите, измамите и лагите, или ќе ја прифатат моќта над зверот, или ќе бидат принудени да се согласат со нив. Сатаната ќе искористи, драги пријатели, моќта на човечкиот разум, да ги збуни луѓето со цел да ја отфрли вистината и да ја прифати лагата. Едноставно, тие самите ќе одлучат. Мислам на луѓето, човекот, на кого ќе му служи? Со умот, на Бога или не? А овде вели на раката. Всушност раката е символ за работа. И ние дали ќе работиме, дали ќе ја прекршиме седмиот ден, дали ќе го прекршиме седмиот ден да го погазиме, или пак ќе останеме вери на Господа, повторно ние одлучуваме како луѓе. Знаеме дека Исус не користил сила. Никогаш. Исус не користил сила кога е во прашање обожавање. Тој со љубов ги повикува луѓето. Еве го цитатот од книгата на Рани списи. Во времето на запечатување, сатаната ќе се служи со сите можни итрини како би го одвлекол вниманието на Божиот народ од сегашната вистина и да го натера да се поколеба. Значи сатаната ќе користи сила. Бог никош не користи сила. Бог секојаш ги потикнува луѓето да самите одлучат на која страна ќе се определат. Ако се вратиме, почитувани гледачи, во времето на Адам и Ева, во Едемската градина, и тука Бог бил демократ, им дозволил на Ева и на Адама сами да одлучат на кого сега ќе му служат. На сатаната или ќе останат и понатаму лојални на Творецот, на Господа. И знаеме, на жалост, што се случило. Овде пише во време на запечатување. Сатаната ќе се служи со итрини. Бог никош не користи итрини, драги гледачи. Со цел да го одвлече нашето внимание или вниманието на Божиот народ од сегашната вистина и да го натера да се поколеба. Ова, почитувани, е време пред нас, кое ќе се наскоро случи. И овде пишува понатаму, штом Божиот народ ќе го прими печатот на своите чела. Тоа не е некој печат или знак кој може да се види, туку втемелени во вистината, разумни и духовни, така што тие не може да се подвижат. Штом ќе се случи Божиот народ да биде запечатен и подготвен за просејување, тоа ќе се случи. Забележите дека овој цитат го дефинира печатот како определување, овде пишува, за вистината, понатаму духовно и интелектуално, така што тие не можат да се поколебат. Гледате зошто е важно да разбереме дека овој процес на запечатување, драги гледачи, е во тек. Ние сме во тек на остварување, на извршување на овие пораки што ги читаме во овие цитати. Ние одиме во Божјата вистина, почитувани и духовно, и едноставно интелектуално. Ништо не се случува во човечкиот ум ако човекот самиот не донесе одлука. Бог тука не може. Ние сме самостални. Бог ни дава информации, Бог ни дава упатства, а ние сме тие кои на крајот треба самите да одлучиме дали ќе се покориме на Бога повеќе или не. Знаеме дека саботата е надворешен одраз на нашиот внатрешен став. Тоа е откривање на едно внатрешно искуство со Исуса, во кое сум научил да почивам во Него, во кое научив да му верувам, во кое научив целосно да се потпирам на Исуса. И токму во ова последно време, кога со брзи чекори итаме напред, нашето потпирање, драги гледачи, треба да биде повеќе на Исуса, не на себе, не на она што нашиот разум ни го кажува, туку да се потпираме на Христа, на неговите ветувања, на она што тој ни го каже во Светото писмо. Еве да прочитаме уште еден цитат. Пишува во книгата Ризнице број 2. Што правите, браќа, во голем дел од подготовките?
Oni koji se objedинуваат со светот, стануваат слично на светот и се подготвува да ја прими ознаката на зверот. Они кои не веруваат во себе, кои се понижуваат пред Бога и ја чистат својата душа со покорност и вистините. Тоа се оние кои стануваат како небото и тие се подготвуваат да го примат Божиот печат. Кога заповета ќе излезе и печатот ќе биде втиснат, нивниот карактер ќе остане чист и извалкан цела вечност. Наистина, знаеме, почитувани гледачи, дека денес камерите се користат и во самата астрономија за фотографирање на тие далечни галаксии горе во Вселената. Во овие фотоапарати блендата е отворена и на тој начин е изложена на светлина далечна галаксија. Не само за неколку делови од секундата, часу или денови, туку со недели и месеци, па дори со години. Значи, отворена е блендата, отворен е апаратот и таа бленд или тој апарат снима 24 часа, што би се рекло. Не само седмици, месечно, туку, како што спомнав, и години. И бидејќи отворот на камерата е отворен и филмот е изложен на светлината на самата галаксија, светлината што едноставно сјај од далечната галаксија се вградува во ова фотографска плоча. Ова се случува нешто и со нас, драги пријатели. Значи, после една година, после повеќе години, се оно што е снимено во тој фотограф, односно на таа плоча, тоа се едноставно чита и анализира. Исто така може да кажеме дека и нашиот ум е еден голем апарат, драги пријатели. Умот на еден христијанин кој го гледа Исуса преку писмото и молитвата од ден на ден се однесува како ова фотографска плоча. Умот Христов станува едноставно и ум на верникот. Волјата на Исуса станува и волја на верникот. Од ден на ден умот на верникот се обликува, омекнува и запечатува, а животот на верникот, благодарение на влијанието на Светиот Дух, омекнува. Се повеќе ја рефлектира сликата на Исуса и на тој начин верникот е запечатен. Значи, тоа запечатување не се случува преку ноќ. Тоа е еден процес. Тоа е еден процес. Еве што вели апостол Павле во 2 Коринтјаните 3:18. А ние сите со откриено лице ја одразуваме Господовата слава и се преобразуваме во ист лик од слава во слава, како што го прави тоа Господовиот Дух. Значи, почитувани гледачи, додека го наблюдувам Исуса и неговата голема љубов, како што наблюдуваме волјата Господова, откриена во неговиот збор, Светиот Дух го зема Божиот закон и го впишува или го запишува во нашите срца. Така, едноставно, ни силата на пеколот не може да ја присили или да го присили Божиот народ да му биде непокорен. Сите човечки наредби, убедувања, затвори, економски бојкоти, смртни закани не може да го принудат Божиот народ да попушти пред својата посветеност или својата верност. Вистината е навистина вистина втисната во нивните срца. И затоа Божиот народ, они кои ќе бидат запечатени, никој не ќе може да ги скрши во последните денови. Тие се лојални на Господа и по цена на нивните животи. Имајте во себе истата мисла, вели апостол Павле. Која е таа мисла? Која беше во Исуса Христа. Понатаму читаме уште еден цитат. Галатјаните 2:20. Со Христа сум распнат на крстот и јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене, а животот што сега го живеам во телото, го живеам преку верата во Божиот Син. Наистина, почитувани гледачи, Господ да ни помогне, да силата на Светиот Дух не офати и Духот Свети ќе запечатува. Рековме, тоа е процес, но ние од ден на ден кога се менуваме, како што тој апарат горе во Вселената снима со месеци и тоа се втиснува, така кога се дружиме со Христа преку неговата реч, едноставно Духот Свети ни помага да растеме во нашиот христијански живот. И затоа Павле вели, не жалостете го Светиот Божи Дух, со кого сте запечатени за денот на избавувањето.
Значи, Свети Дух излиен изобилно за време на позниот дожд е средство за запечатување што ќе ја заекне верата на Божиот народ. И на тој начин ќе му возможи на тој Божи народ да храбро, радосно го носат Евангелието во овој свет. Но знаеме дека живееме на една грешна земја каде што понекогаш се појавува и страв. Но затоа апостол Јован вели, во љубовта нема страв, туку совршената љубов го изгонува стравот, зашто стравот вовлекува казна, а кој се бои не дошол до совршенство во љубовта. Господ, почитувани, е подготвен да ни помогне. Наша одговорност е ние да едноставно развиваме искуство на љубовта од ден на ден. Да се утврдуваме секојдневно во вистината. Да го зајакнеме нашето искуство и да растеме во благодата. И која ќе биде кризата тука пред нас, односно која ќе избие кризата, Светиот Дух едноставно ќе те запечати. Ти ќе бидеш запечатен. Ти ќе бидеш утврден во вистината. Како што печатниот двосок, знаеме, во старо време, кога праќавме пакети во поштата, тој пакет ќе се врзи со канап, и потоа поштарот ќе стопи црвен восок, ќе го стопи и на крајот ќе удари печат. Значи, во процесот на развојот на печатниот двосок постои време кога восокот може да го прими печатот. Додека е топол, кој ќе се стврдни, повеќе печат не се става во тој восок. Во овој период восокот може да се обликува и притисне на разни начини. А потоа доаѓа време кога восокот се стрднува и не може да се менува. Почитувани гледачи, на ист начин кога ќе реши да му биде верен на Господа, на Исуса, во кризата околу Божиот закон, Светиот Дух ќе ги земе Божите работи во своји раце. Божиот Дух ќе ги втисне во твојата и во мојата душа овие важни работи. Таквите луѓе тогаш кои ќе бидат запечатени со Божиот печат, не ќе може да бидат скршени. Никој не ќе може да ги поколеба. Сите сили на пеколот нема да можат да ја скршат нивната посветеност кон Господа. Посакувам, почитувани гледачи, секој добро од Господа. Бидете благословени, се гледаме во наредната емисија.